Вработените во Тетовската територијална противпожарна единица денот на пожарникарството во Македонија го одбележаа на градскиот плоштад со представување на опремата и дел од активностите што ги применуваат при нивните интервенции. Пред присутните граѓани пожарникарите изведоа неколку тактичко показни вежби, симулација на истекување отровни гасови, вадење жртва во сообраќајна несреќа и спасување при пожар во висококатница. За прв пат во Тетово, можеби втори или трети во рамките на државата, имаме камион со скали кој сега може да ги стигнат и највисоките згради во Тетово кои се изградени, кои постојат. Така да во моментот можеме да бидеме среќни што спасителската служба, противпожарната служба во Тетово е една од најподготвените во рамките на државата. Затоа им благодарам на сите спасители, на сите пожарникари, на сите кои се ангажирани да ги спасат нашите животи и нашите собствености. Противпожарната станица ја покрива територијата на Тетово и околните 5 рурални општини. Противпожарната единица Тетово брои 75 вработени. Уште толку ни треба да го покриваме целиот територија што го снамуваме со нашава дејност. Се знае дека најдалечината точка ни е селото до Република Косово, 36 километри, и покриваме до Гостивар 16 километри и до Скопје 18 километри. И се знае дека шара све на наша одговорност, имаме села внатрешни во планините. Заедно со градоначалникот сме отворили прашање да се дисперсира нашата противпожарна единица. Ние се трудиме со сите законски мерки што ни следуваат да го постигнеме тоа. Пожарникарите имаат за цел да ги заштитат животите и имотот од настанат пожар, но исто така пружаат и друг вид на помош. Оваа професија бара високо ниво на тренинзи. Значи, нашата работа основно е гасење пожар. Меѓутоа, исто така, кај нас се обучуваат тимови за спасување од вода, под вода, значи да вадиме жртви, имаме за хемиски инциденти, ако некоја, да речем, цистерна со опасни материи се излие на пат, ние мораме да дојдеме таму и да интервенираме. Потоа имаме за урнатини, морам да се пофалам дека нашиот тим беше 8 дена сега во Турска, така да не е само гасењето наша работа, туку има повеќе области каде што ние сме инволвирани за помош на нашите граѓани. Па видете како минува времето, значи и тактичките настапи и се со тек на време и со искуство се минува. Така да пожарникарот секогаш мора да биде во кондиција, мора секогаш да биде со новите тактики и практики во Европа и во светот. Така да ние еве покажаме дека со истите тактики и знаења кои ги имаме, можеме да работиме, да функционираме например во Турција, бевме во Албанија и така натаму. Што значи за вас професијата пожарникар спасител? Што ја знам, ако мене ме прашувате, ако повторно би се родил, пак би пожарникар, така да тоа е една најблагородна работа која може да се има во животот, затоа што кога ќе спасите некого, тогаш дори доаѓа она најубавото вас чувство како спасувач. Во Тетовската противпожарна станица под менторство на операција Флориан од Велика Британија е обучен тим за интервенција при истекување токсични материи за прв пат во земјава. Се знае дека територијата која што ние интервенираме имаме фабрики со такви хемикалски и други работи што ние треба да бидеме подготвени. Ова се случува прв пат во Македонија да има такви тимови за спасување со хемикали и такви работи. Првите професионални противпожарни служби во земјава се основани во 1836 година, а 20 мај се одбележува како Ден на пожарникарството во Македонија.